На пат за Витлеем. Радувајте се секогаш во Господа, и пак ќе речам, радувајте се. Господ е близу. Би можеле да кажеме дека Божитниот пост е патување кон светоста. Секако, ни се брза што побрзо да пристигнеме во Витлеем и да го обожаваме Богомладенецот. Молејќи пред него ќе можеме да ја откриеме светоста која е наменета за нас. Исус дојде во светот за да не спаси, да ја врати благодатта на целото Божјо создание. А Христовото раѓање не повикува, не предизвикува да го промениме нашиот поглед кон светот. Практично кажано, овие денови од Божитниот пост не ни се дадени за да побегнеме од светот. Напротив, да го прифатиме нашиот Господ, нашиот живот во светот. Тој избра да дојде да биде еден од нас. Тој ни го покажува патот. Затоа треба да се радуваме на повикот за светост. Наместо да мислиме дека Бог е во некое далечно небо, а ние сме заглавени овде на земјата, раѓањето на Христа не охрабрува, покажувајќи ни дека Господ е еден од нас, ист како нас, освен во гревот, и тој е со нас, Бог Емануел, и тој ни донесува радост. Така Свети Павле потсетува во своето послание до Филипјаните: радувајте се, Господ е близу. Предизвик. Одбери некоја ситуација од секојдневието. Тоа може да биде на работа, во семејството, на некоја средба со луѓе што те оптоваруваат, и одлучи таму да ја внесеш Христовата радост. Да, токму таму. Таму си потребен. А вечерта, накратко размисли за денот и заблагодари му на Бога за моментите во кои успеа да ја живееш вистинската радост. На пат за Витлеем.